Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Ги поздравувам сите наши гледачи кои што не следат. Го поздравувам посебно брат Васко Босилјанов, кој што ја следеше минатата проповед и ми напише еден имейл, барајки една информација од мене во врска со цитатот што го дадов. Јас сега го споменувам тоа од причина што имам потреба да направам една корекција. За време на проповета реков дека цитатот дека Бог ќе го пробуди својот народ и ако други средства не успеат, ќе дозволи ереси да влезат. Ереси кои што ќе го изрешетаат. Тој цитат споменав во проповета дека се наоѓа во совети до учители. Всушност, тоа е грешка, затоа што друга беше компилацијата, но го најдов денеска оригиналот за да му одговорам на брат Васко и оригиналот се наоѓа во 5-та книга Сведоштво до црквата, 707 страница. Значи, добре да се избегнуваат компилации, бидејќи тие се доста збунувачки, да се бара секојаш некој цитат во изворното издание, каде првпат било објавено. Да отвориме сега повторно во Откровение 12 глава, каде што застанавме мејатата сабота и каде што ќе сакам денес уште еднаш да го прочитаме текстот и да го повторам прашањето кое што беше поставено. Значи, Откровение 12 глава, апостол Јован видел нешто што е на прв поглед многу необично, неочекувано. А што е тоа нешто? Видел на небото да се случува што? Војна. Тоа е многу необично. Како може на небото да се случува војна? Војна на звездите, што би рекол Роналд Реган на времето. Тоа беше актуелно тогаш, 80-тите години, за време на студената војна. Обично небото е место кое што го замислуваме како совршено. Не само го замислуваме, не е тоа фикција, туку така и ни е представено во виденијата на пророците и во Божијата реч. Па како може таму да има војна? Може да замислите војна на небото? Меѓутоа, каде прв пат се појавил гревот? На земјата или на небото? На небото, точно. Значи, гревот, првата дисхармонија, беззаконие, лаги, клевети, инсинуации, сето тоа што ни е многу добро познато од овдека, прв се појавиле на небото. И настана војна на небото, 7 стих, Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото. Значи, за нив не се нашло место. Интересно. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена. Беше соборена на земјата и заедно со неја и ангелите нејзини беа исфрлени. Значи, тој бил исфрлен самиот и неговите ангели беа исфрлени. Од каде? Од небото. Прашањето беше кога се случило ова? Го поврзавме со Христовите зборови во Јован 12 глава 31 стих. Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. Кога е тоа сега?
што Христос го кажува. Во врска со небесната војна од Откровение 12 глава, до сега постоеле две толкувања кога се случила таа војна. Првото толкување е дека таа војна се случила уште на почетокот, кога била создадена оваа планета. Значи, кога сатаната првпат нашол пристап токму тука, особено откако човекот сгрешил и му го дозволил тоа право да се постави себе си како кнез на овој свет. Или на друго место во Павловите послание е наречен Бог на овој свет. Која е втората теорија или второто толкување за тоа кога се случила големата војна на небото? Или поточно после Голгота веднаш? Тоа може би повеќе соодветствува на Христовите зборови сега. Би сакал да прочитам некои стихови од Стариот Завет, кои што ќе ни помогнат малку да ја разбереме подлабоко оваа тема, односно ќе фрлат малку поголема светлина. Потоа на крај ќе видиме зошто сето ова го проучуваме. И каква врска има тоа со ересите, што ги споменав мејатата сабота. И со предизвиците упатени до адвентистичкото учење за светилиштето, адвентистичката теологија и така натаму. Попознат ви е секако текстот што се наоѓа во книгата за Јов. Хронолошки се верува најстарата напишана книга од библиските книги. Јов навистина живеел во многу дамнешно време. Што е интересно во врска со книгата за Јов? Што како и во многу други библиски текстови, кога се опишува некој земски настан, Библијата ни ја отвора завесата на невидливиот свет и ни покажува што се крие, кој ги влече конците и што се случува во позадина, зад завесата, кога се работи за некој било каков земски настан на оваа земја. Именно во првата глава од Јов, 6 стих, читаме: еден ден дојдоа синовите Божии да застанат пред Господа. Кои се синовите Божии? Во Евангелието според Лука, ако прочитаме, каде што се наведува Христовиот родослов, за разлика од Матеј, Христовиот родослов во Лука се наведува обратно, значи се враќа наназад кон минатото, кон минатите предци. И за разлика од Матеј, кој што започнува со Авраам, па оди до Исуса, во Лукиниот родослов, значи почнува со Исуса и наназад, но завршува, односно, каде во минатото, дури до Адам. Како е наречен таму Адам, значи Исус бил син на Марија и така натаму, овој бил син на овој и така натаму, и на крај, кога се доаѓа до Адам, што се кажува за Адам, чив син бил тој? Син Божи. Адам, кога бил создаден, е наречен син Божи. Кои се сега синовите Божи, кои што доаѓале да застанат пред Господа на некое вселенско собрание? Значи, представниците на сите светови
кои што Господ ги создал. Кој дошол во тоа време како представник од овој свет. Не дошол Адам, синот Божи, кој што тука бил создаден, бидејќи Адам бил мртов. Едноставна причина. Но не само тоа, Адам повеќе не бил господар на овој свет. Со падот во грев, на кого преминала власта, првобитната власт, за која што се зборува во писмото. Од овој свет дојде заедно со нив и ѓаволот, се вели. И му рече Господ на ѓаволот, од каде дојде? Од каде дошол ѓаволот? А ѓаволот му одговори на Господ и му рече, одев по земјата и ја обиколив. Представник на овој свет, на оваа планета, бил ѓаволот. На каков собир или собор? Каде што сите синови Божии се собирале заедно кај Господа. Зарем и ѓаволот имал пристап таму? Да, тој имал пристап таму, точно. Не верувам дека специјално го канеле, меѓутоа имал пристап таму. Да прочитаме еден друг интересен текст од Стариот Завет. Ке отвориме во првата книга за царевите, 22 глава. Прва книга за царевите, 22 глава. Неодамна брат Борче имаше проповед на оваа тема и верувам ке се сеќавате на случајот. Како еден израелски пророк во времето на царот Јосафат, јудејскиот цар Јосафат, а во Северното царство цар бил Ахав, злиот цар, како што често пати е наведен. Живеел, значи, еден пророк, наречен Михеј. Царот Јосафат бил повикан од страна на Ахав во заедничка битка, заедничка војна офанзива против арамејскиот цар, или царот на Сирија, со цел да го освојат од него градот наречен Рамот во Галаад, или Рамот Галаадски. Ахав, значи, имал освојувачки планови. Како реагирал Јосафат? Јосафат бил загрижен за тоа дали е сето ова во согласност со Божијата волја. И за таа цел, како богобојазен цар, Јосафат сакал да се консултира со кого? Со Божите пророци. Меѓутоа, во дворот на Ахав имало еден куп лажни пророци, немало Божии пророци. Интересно е што Јосафат тоа го знаел, како што сега знаеме, например, какви ветрови дуваат, или каква е трансевропската дивизија. Значи, има работи што се знаат, така? Што се јавни. Значи, знаеме дека трансевропската дивизија е забегана. Во тоа време Јосафат знаел какви се пророците на Ахав, какви се пророците на Северното царство, на овој отпаднат цар.
И затоа не бил задоволен со нивното пророкување. Бидејќи сите тие пророци, вели 12 стих, го пророкуваа истото, велејки: оди против Рамот Галатски, ќе имаш успех, Господ ќе го предаде во рацете на царот. Зашто овие лажни пророци вака го советувале Ахава? Оди слободно, што си наумил, направи тоа, Господ ќе те благослови. Зошто? Тоа е оно што го прават денеска сите членови на политички партии и ним наклонети медиуми, а тоа се вика лингурство на народен јазик. Постати по-вулгарни изрази, што не се достојни за да ги споменам од тука. Не дека овој е достоен, меѓутоа треба некои работи да се кажат понекојаш со своето вистинско име. Значи, ќе кажа нешто, да речеме, Бранко Црвенковски, или Љупче Георгиевски, или не знам кој друг, а и тој па не дека е паметен, може би нему ќе му шепне некој од запад, и маса стадо овдека, илјадници души папагалски ќе го зборат истото што овој го кажал. Наумил царот Ахав да го завземе Рамот Галатски, и што ќе кажат лажните пророци? Оди, чим е тоа твоја идеја, намера, оди слободно. Зарем некој ќе се осмели да му се спротистави и да му каже дека тоа не е паметно? Царот што намислил. Знаеме како се однесувал пророкот Михеј во целата ова ситуација. Нема да се задржиме на тие детали. Тој дури употребил иронија, значи, и ми се допега тоа што овој Божи пророк употребил иронија, односно, и тој во иронија го одглумил ова лингурство на лажните пророци. И тој, значи, му дава согласност на царот. Се разбира, иронијата лесно се познава, особено ако доаѓа од човек за кој што се знае дека не бил лингур никогаш. Со други зборови, не бил партиски, со партиски менталитет. Затоа Ахав знаел дека ироничниот благослов од пророкот Михеј не е тоа, туку на вистина барал Михеј да му ја каже вистината. Интересно е, че во еден момент лошиот цар Ахав се заинтересирал да знае што е вистината во случај. Михеј се разбира му ја кажал вистината. Меѓутоа, сега оно што е посебно интересно, епилогот знаеме каков бил, и покрај вистината Ахав во својата суета и гордост решил да постапи според својата првобитна намера, и тој загинал, и Израел бил поразен во таа битка со сириската војска. Интересно е што Библијата сега ни кажува што се случува зад завесата во врска со целиот овој настан. И што се случува имено? Што е тоа што се случува зад завесата? Тоа ни го открива самиот пророк Михеј, кој што вели, 19 стих. А Михеј одговори и рече: и слушај го словото Господово. Значи, овој моментот кога откако му ја кажува вистината во 17 стих. Потоа сега Михеј објаснува што се случува зад, само Божи пророк може да ви каже што се случува зад завесата. Во невидливиот свет. Кој ги влече конците? Кој управува со овие марионети, наречени председатели, премиери, политички партии, јас ги викам секти,
разбойнички банди, може да ги наречете слободно, особено овие во Македонија. Со сите овие бараби овдека, да употребам едно библиско име. И слушај го словото Господово, го видов Господ како седи на својот престол и целата небесна војска стоеше покрај него десно и лево. Еве која е вистинската власт, кој е единствениот достоен авторитет на кој што треба да му се поклониме најпрво во своето срце, за да потоа тоа биде да се гледа и во останатиот целиот живот наш. А не лингурство и полтронство спрема грешни, смрдливи луѓе, на кои што луѓето им одаваат почит. И Господ рече, Михеј продолжува ја раскажува оваа визија, кој ќе го наговори Ахав да оди и да падне во Рамот Галатски? Значи, однапред се кажува исходот. Се знае дека Ахав, ако појде да го освои Рамот Галатски, ќе падне. Има еден куп историски настани што се случиле на оваа планета, за кои што однапред, според Божјето Слово, однапред можело да се каже каков ќе биде исходот. Најдобар пример за тоа е Втората светска војна. Имало многу верни проповедници и мисионери кои што држале евангелизации во тоа време и однапред кажувале дека Германија ќе биде поразена во Втората светска војна. Како тоа го знаеле? Кога самиот Сталин во најтешките моменти не бил сигурен за таквиот исход, како тоа некои небитни таму анонимни проповедници тоа го знаеле, затоа што ги знаеле Божите пророќства. Знаеле дека после Римската империја, овоземски светски царства до Христовото доаѓање, овоземски империи нема да има. Се разбира, истото можело да се кажува и имало мнозина кои што тоа го проповедале исто така во тоа време, дека и комунизмот ќе пропадне, затоа што не може такви системи безбожнички да трајат довек. Всушност таквите, значи нацизмот и комунизмот трајат многу пократко од некои други, кои што барем лицемерно се исповедаат христијанство или некаква побожност, иако и тие се нерани мајковци, меѓутоа барем го кријат своето зло до некаде, не може да се скрие 100%, за разлика од овие наивни Божји непријатели кои што отворено истапуваат против него. Господ кога постави прашањето кој ќе го наговори, кој ќе го излаже Ахав. Интересно е, кого тоа Господ прашува таму, седејќи на својот небесен престол? Кој е тој што ќе го наговори Ахав да оди и да падне во Рамот Галатски? Зарем Господ сака некој да го наговори Ахав да оди и да падне? Зарем Господ сака таква местенка да му се направи, макар и на злиот цар Ахав? Зарем Господ се служи со средствата со кои што се служи ЦИА или останатите тајни служби во овој свет? Иначе слуги на ѓаволот? Не. Господ го поставува тоа прашање затоа што знае нешто. Што знае? Еден дух вели, значи прво вели, еден велеше вака, а друг велеше поинаку. Еден дух, 21 стих, истапи, застана пред лицето на Господ и рече. Што рече сега овој дух? И јас ќе го наговорам.
И сега, интересно, Господ го праша како, што сака Господ да се информира. Целата ова представа се случува за да Михеј и за да Божиот пророк ја види и за да ја пренесе. А тој одговори, Духот одговори, ќе излезам и ќе станам дух, лажлив дух, дух што лаже во устата на сите негови пророци. Господ рече, ти ќе го наговориш и ќе го исполниш тоа му вели. И што вели понатаму? Оди и направи така. Много интересно. Господ постапува како да е тој начело на некоја тајна разузнавачка служба. Господ му наредува на некој дух, оди и излажи го Ахав, биди лажлив дух во устата на неговите пророци. Како што рековме, сето ова се случува за да Михеј го види, а со тоа за да Ахав биде предупреден. Значи, Господ не е тој што сака да биде Ахав излажен, току сето ова се случува за да Ахав уствари биде предупреден. Значи, да не да биде измамен. Дваесет стих вели: и ете Господ сега допушти лажлив дух во устата на сите твои пророци, тоа се Михеевите зборови, но Господ искаже за тебе лошо. Понатаму се вели како заради ова пророкување Михеј добил шлаканица. Како што некогаш таква шлаканица ќе добие самиот Господ. Многу векови подоцна на оваа земја, од некој си полтрон, повторно на Кајафа, во тоа време. Лажниот пророк се во својата гордост бил повреден, како тоа Михеј сега зборува нешто спротивно од она што тој го зборувал. Па му вели, зарем од мене излезе Духот Господ за да говори во тебе? Тој си вообразувал дека преку него говори Духот Господ. Без да продолжуваме понатаму со ова интересна случка, се поставува прашањето, кој бил овој дух, што на Господа му рекол, јас ќе бидам лажлив дух во устата на сите негови пророци. Кој да бил, тоа бил лажлив дух. Тоа бил сатански ангел. Тоа бил демон. Што, демонот имал пристап на Божието собрание? Да. Исто како во случајот со Јов, и тука имаме доказ дека паднатите ангели имале пристап, до крстот имале пристап во небесните дворови, во Господовите дворови. Зошто немаат пристап после крстот? Да се навратиме на Откровението. 10 стих. И чув висок глас на небото, како зборува, сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на Неговиот Христос. Бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветаше пред нашиот Бог дење и ноќе. Зошто сега бил симнат? Затоа што сега, од сега натаму Божиот народ има едно мокно оружје против него. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се грижа за животот свој дури до самата смрт. И 12 стих вели: затоа веселете се небеса и вие кои живеете во нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку
време. Заврши веќе неговиот пристап. Голготскиот крст целосно го разобличил сатаната и неговите ангели. Повеќе немаат никаков изговор. Повеќе немаат лице да се појават пред небесните светови. Од тогаш натаму тој е симнат. Можеме да речеме како што Христос кажал, од тогаш натаму тој е исфрлен надвор. Сега се поставува прашањето. Ако тогаш бил исфрлен надвор, значи ли тоа дека тогаш се исполнила символиката на живиот јарец Азазел од денот на помирувањето? Алгица вели не. Зошто? Адвентизмот кога учи дека се исполнува символиката на живиот јарец Азазел? Кога на крајот? По завршувањето на времето на милоста, по завршувањето на Христовата посредничка служба во небесното светилиште, сите гревови на Божиот народ кои што биле исповедани, покајани, тоа го пише и во големата борба, ќе бидат исповедани врз, значи, церемонијалот на денот на помирувањето е дека првосвещеникот ги исповедува врз главата на живиот јарец и потоа тој го бркаат во пустина, за да таму загине. Сите тие по Христовата служба ќе бидат вложени врз сатаната и сатаната ќе биде пред да загине во огненото езеро, ќе биде пуштен во пустина, а таа пустина е што, според адвентистичкото учење, 1000-годишната опустошена планета. Меѓутоа Исус вели сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. Има ли тоа исфрлање на сатаната во времето на крстот врска со символиката на живиот јарец Азазел, неговото бркање во пустината? Можеме да си поставиме следното прашање. Кога во Стариот Завет, во чиноденото на помирувањето, јарецот наменет за Азазел бил бркан во пустината, од каде тоа бил бркан? Каде бил пред тоа? До тогаш каде бил пред да биде избркан? Сето тоа се случува каде? Сите тие церемонии во светилиштето се случуваат, сите тие работи. Конкретно си беше, како и господовиот јарец што беше заклан во предворието, си беше и тој тука некаде, значи во светилиштето. Дали може да се каже дека кога сатаната бил исфрлен од небото и кога повеќе нема пристап таму, значи нема пристап во небесниот свет, во небесното светилиште, дека тогаш се исполнила символиката на бркањето на јарецот, наменет за Азазел, дека бил исфрлен од небото. Значи, ова се прашање што ги поставувам за размислување. Дали е можно и тогаш да се исполнила символиката на јарецот Азазел, и тогаш, кога бил исфрлен од небото на крстот, а и во иднина. Дали е можно да постојат две исполнувања? Зошто не? А значи се уште не е оваа земја пустина.
Значи, овие прашања ги поставам за размислување. И пред да завршам, пред 2 години, ако се сеќавате, поставив едно прашање на кое што добив одговор, значи, сакав одговор да ми иде приватно, од само 2 верници. Кој беше прашањето? Прашањето беше, ќе ве подсетам, а и вие што прв пат ќе го чуете, кое било значењето на настанот со кој што Господ во часот на Христовата смрт ја искинал завесата во храмот. Завесата што го одвојувала првото од второто одделение. Светињата од светињата на светињите. Тоа се случува. Евангелистите ќе ни кажува дека тоа се случило кога Исус умрел на крстот. Невидлива рака ја скинала завесата, на некој начин, значи, ја отстранила. Добив одговор од само 2 верници приватно. Нема сега да го кажувам тој одговор, што тие ми одговорија, и 2 независно еден од друг ми го кажа истиот одговор. Сега ќе поставам слично прашање, дали може во Библијата, во Новиот Завет, на друго место, да најдете стих, кој што баш самиот стих ни кажува кој е значењето на тој настан. Ова нека ви биде домашна задача. На кој е значењето на кинењето на завесата во храмот? Дали во самиот Нов Завет може да најдете некој друг стих кој што ќе ни даде на некој начин одговор на тоа прашање? Размислувате за ова прашање и некогаш друг пат ќе ги одговарам. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.